А сега велиме здраво дечки и добро дојдовте во уште една епизода од оваа најнова сезона на Скратен корнер. Повторно овие прекрасни ликови, повторно јас, Кирил и мојот пријател Владко Не тука. толку прекрасен. Сега, ајде да не сме скромни, Владко, како си расположен денеска, многу кратко од како ја дебитиравме првата епизода? Одлично. Прекрасно сум. Расположен. Па така. Неработен ден, во работна недела. Подобро. Да. Еј, за кого како неработен, бидејќи за мене не се погоди неработен, ама ние од Скратен корнер работиме во секој момент, бидејќи сакаме на вас да ви ја дадеме најдобрата можна содржина. Темата на муабет, веќе ја знаете, Лигата на шампионите, односно самиот финиш од Лигата на шампионите, ги сведочиме последните неколку недели од ова надпреварување. Како увертира на полуфиналето, денеска ќе ви донесеме една епизода во која ќе ги анализираме оние работи кои што очекуваме да се случат. Ќе дознаете кои се двојките, ќе ги дознаете нашите фаворити, она што го мислиме за општо за фудбалот во Лигата на шампионите оваа сезона и се надеваме дека ќе биде уште една многу интересна епизода. Владко, подготвен? Подготвен секогаш. Тоа е тоа. Отвараме ладен Хајнекен и почнуваме со втората епизода од оваа сезона. Бидете така. Мислам дека сме во добро расположение и така ќе продолжиме и во остатокот од оваа епизода. Ама сега се префрламе на оној вистински важниот муабет. Полуфинале Лига на шампиони, останаа само уште 4 клуба за кои што треба да се интересираме. Еден од овие 4 клуба ќе биде новиот, морам да кажам новиот крал на Европа, бидејќи стариот беше исфрлен во последното коло. А Владко, надпреварите се играат 30 април, 1 мај. Ајде да почнеме од првава двојка, германско-француска, Борусија Дортмунд против ПСЖ. Мислам дека и хронолошки се игра прва. Така што, ајде, дали, како за почеток, како за отворање, дали оправдано се овие два клуба во полуфиналето, дали ги очекувавме да ги видиме тука? Со играва Дортмунд оправдано и ПСЖ оправдано со играта и со распоредот. Меѓутоа, дали се ПСЖ секако очекував да биде полуфиналист. Дортмунд реално максимум достал беше четвртфинале, меѓутоа кога видов распоред дека ПСВ и Атлетико Важдрепат има малку и среќа. Заслужено двете екипи се во полуфинале до сега, меѓутоа не гледам дека тие се најдобри екипи меѓу најдобрите 4 во светот во моментов, и во Европа, односно во светот исто. Така, Борусија Дортмунд успеа да анулира дефицит во вториот надпревар против Атлетико Мадрид. Може би малку неочекувано, барем за мене, малку неочекувано го исфрли Атлетико Мадрид, кој што сметав дека е зрел за уште едно финале. Испадна дека грешам, испадна дека Борусија Дортмунд ме разубеди и покажа многу подобра игра во вториот, односно и во второто полувреме од првата утакмица, а потоа и во следните 90 минути покажа многу подобра игра. Јас, извини, Да, бидам искрен, овие две екипи беа во иста група во Лига на шампиони, групата на смртта. Искрено не очекував Борусија Дортмунд да помине група, таа беше прва во својата група со екипи како што се Ньюкасл и Милан. Проблемот е што Борусија Дортмунд не го победи ПСЖ во група, на гости изгуби првиот надпревар и во последниот надпревар игра нерешено 1-1. Така што мислам дека ПСЖ има предност тука. ПСЖ е група на индивидуалци, да можеме така да ги наречеме, кои што Луис Енрике пробува оваа сезона да ги направи една компактна екипа која што игра по негов терк, да речеме, онаков тимски фудбал со многу пасови, со играчи кои што се добри техничари на сите позиции, дури и гледаме оние инвертирани странични бекови како Лукас Хернандес што влезе на десен бек, како левак на десен бек во вториот надпревар против Барселона. Има ли Мбапе сила да, мислам, може би е излишно самото прашање, ама има ли Мбапе сила да сам да исфрли една екипа од рангот на Борусија Дортмунд? Има и сам да исфрли појаки екипи, мислам од појак ранг. Смешно се каже бидејќи се 4 во врвот на Европа моментално, нели? Има секако дека има Мбапе најдобар играч во светот според мене на неговата позиција нападот.
средина кажав минатата епизода, мислам дека Кевин Де Брујне и општо генерално најдобар играч. Меѓутоа не знам, не е лесен противник Дортмунд. Не е лесен. Мислам дека ќе покаже заби и против ПСЖ ќе покаже добра игра. Пред нас се два одлични надпревари со едни од најдобрите највачи во Европа. Мора да ги пофалиме највачите на Борусија Дортмунд, и дома и гости секогаш се појавуваат во многу голем број. Барем атмосферата ќе биде фантастична. Да, и мислам дека Дортмунд е посериозен од претходните години што ги имаме гледано, бидејќи со Атлетико има 2-0 на домашен терен, па 2-2, моментумот беше на страна на Атлетико, се вратија, даде уште 2 гола, нели им требаше уште еден за продолжетоци, даде втор, односно четврт. И мислам дека се тоа покажуваат стварно еден посериозен пристап и постабилна екипа се од што сме навикнати да ја гледаме. Така. Она што го изгубија последниве 2-3 години со Белингам и со Халанд, парите видовме дека ги реинвестираа во поголема ротација. И сега на пример да имаат наместо да имаат само една опција во нападот, ги имаат и Халер, и Фулкрук, и уште неколку играчи кои што можат да направат разлика. Така што мислам дека имаат многу опции. ПСЖ од друга страна нема толку многу опции, меѓутоа има една многу добро структурирана игра, каде што се знае кој е прв играч, се знае кој е втори играч, се знае кај кого оди топката. Го кажавме тоа во првата епизода дека можеби се чувствуваше малку недостатокот на Верати во нивниот среден ред, ама во ситуација каде што ќе треба да решаваат оние најдобрите индивидуалци, мислам дека ПСЖ има мала предност. Малку поголема предност. Исто што ми се допадна кај Парис што видовме дека во двомечот против Барселона на Ембапе не можеше баш најдобро, ако постигне голови, не можеше баш најдобро. Сепак Парис се изигра неговата игра, особено на реваншот, нели? Тоа исто дава добар знак за парижаните. Во другиот надпревар, во другата половина, не очекува вистинска европска класика. Односно надпревар поради кој што постојат овие надпревари во Лигата на шампионите, едно од најголемите европски дербија, особено последна декада, бидејќи се сретнаа многу пати во битен дел од Лигата на шампионите во нокаут фазата. Бајерн Минхен оди во пресметка со Реал Мадрид. Реал Мадрид по овој викенд кој што помина практично ја таксаше титулата шампион на Шпанија. Бајерн Минхен овој надпревар може да го гледа како можеби утеха или простор за оправдување на вложеното оваа сезона. Така што ова е надпревар што навистина ме возбудува и тука малку повеќе ќе посветиме време на Бајерн Минхен и Реал Мадрид бидејќи е интересно. Први очекувања, односно први впечатоци, истото прашање, дали заслужено дојдоа овие два тима до тук? Да, дефинитивно мислам дека овие два се едни од четирите најдобри во светот, заедно со Манчестер Сити и со Интер, сакам да признам или не. Меѓутоа, ова мислам дека сите ги гледавме, Бајерн Минхен и Реал Мадрид во полуфинали, уште пред почеток на сезона и пред да бидат сите ждрепки, по минимум мислам сите сме им дали шанси дека минимум ќе биде полуфинали за Реал Мадрид и за Бајерн Минхен. Така. Бајерн Минхен во моментов нема за што да игра на другиве полиња, значи ќе мора само еден бизнис крај на сезоната да стави, односно не ги предава утакмиците во Бундеслига, нема каде да оди нагоре надолу, тоа е обезбедено име местото во Лига на шампиони, ама нема освоена е веќе титулата за Бајер Леверкузен. Реал Мадрид од друга страна, иако кубури со повреди, уште од почетокот на сезоната, не е Едер Милитао, не Алаба, не Куртоа, не најдобра ротација има. Така, да, дефинитивно. Така што ова ќе биде дуел на два клуба кои што имаат пехови сезонава, меѓутоа имаат многу за што да играат во овие два надпревари, во овие 180 минути или пак можеби и повеќе ако имаме среќа. Вака, кој би можел да биде клучен во еден ваков дуел? Таму ќе отидеме да го почнеме. Кој би можел да биде клучен за Бајерн Минхен, кој би можел да биде клучен за Реал Мадрид? И ова не мора да значи дека тие играчи ќе ги постигнат головите. Бидејќи видовме пример со Лунин, се извинувам што ќе бидам малку подолг, ама видовме пример со Лунин дека беше клучен во надпреварот со Сити, колку и да не влијаеше можеби на офанзивниот аутпут. Преми 4 гола на двомачот, ама пак беше еден од најважните играчи за да поминат натаму.
За овој дуел? Ка Бајер Михен мора да се спомене Кимих или Сане или Хари Кейн, тие три Тројца индивидуалци. Што цело време е на ниво на задачата. Не паметам кога имал лоша партија Мануел Нойер и кога примале повеќе голови Бајер Михен не било до него. Додека кај Реал Мадрид морам да кажам Рудигер, според мен најдобар штопер во светот моментално, и Карло Анчелоти. Колку и да звучи смешно, мислам дека Реал Мадрид и во осмина финале против Лајпциг беше послаб противник во двата меча и против Манчестер Сити беше послаб, меѓутоа пак го гледаме Реал Мадрид во полуфинале. Да, ако ја гледаме статистиката, беше послаб, да. Ама мислам И според прикажаното мислам тие се одработија, нели, тоа што им требаше, целата си ги оправда средствата, меѓутоа, нели, може да плачеме до утре дека не се игра ваков фудбал или така се игра, на крајот резултатите кажуваат се. Апсолутно. Како се играло фудбал, нели? Ама мислам дека Реал Мадрид е Реал Мадрид, затоа е, нели, кралски клуб, затоа е најтрофен клуб. статистиката е многу интересна работа, бидејќи да, ако ја гледаме статистиката во четвртфиналниот дуел помеѓу Манчестер Сити и Реал Мадрид, Манчестер Сити беше наводно доминантен противник, повеќе шутеви, повеќе корнери, повеќе посетна топка, повеќе се од она што е статистички податок. Меѓутоа, статистиката е на еден начин многу слична како женските бикини, знаеш, она ти покажува, ти остава многу откриено, ама не ти го покажува точно тоа важното. И треба малку да копнеш или да совлечеш еден слој за да дојдеш до главното. Главното е дека Реал Мадрид имаше план да надпреварот се одвива на тој начин, така што, нели, и оној момент дека, не знам, Гвардиола ги подготвува неговите екипи, па не знам, кондицијски, па не знам, тактички, па не знам, психолошки, па не знам, на еден на друг начин, а Анчелоти само ја подига веѓата и едноставно надпреварот е добиен. Мислам дека е малку смешно, бидејќи тоа се претвори во као реален наратив во кој што луѓето веруваат. Карло Анчелоти е тренер 30 години, секаде бил успешен каде што отишол, па дури и во Евертон. Да. Така што не е дека е тој човек кој што само подига веѓа, неговите клубови работат многу, меѓутоа тој е малку полежерен во пристапот. Не се нервира, не дозволува нервите да му влијаат. Затоа кажав и дека, нели, тој ќе биде клучен, Карло Анчелоти, Дон Карло, нели, сите го запоставуваат, бидејќи Реал Мадрид од секогаш бил клуб кај што се фокусирале на играчите, на звездите. Меѓутоа, видовме и Зидан кога беше, нели, освоија три титули поред Лига на шампиони, што никој нема освоено, две да освои. А сите фокусот беа на Роналдо, на Да, потоа Бензема во подоцните години, ама да, се игнорира малку тренерот. И сакам да кажам дека Карло Анчелоти нема да дозволи да биде понижен кој што беше лани од Манчестер Сити во полуфиналето кога што изгубија 4-0 на гости. Мислам дека леснителна околност е што играат првиот надпревар на гости, се до пораз до максимум еден разлика, мислам дека прифатливо за Реал Мадрид и мислам дека ќе го поминат Бајер Михен ако изгубат до еден и да изгубат со еден гол разлика, ќе го поминат Бајер Михен. На Бајер Мюнхен му дава можеби мала психолошка предност во однос на тоа дека Реал Мадрид веќе, да речеме, заситен со една титула и им е оправдана сезоната дури и да не освојат Лига на шампиони, доколку Бајер не освои Лига на шампиони, колку и да звучи ова сурово, е дебакл сезона за нив. Дебакл бидејќи имаат најскап тренер последна декада, не плаќале никој толку многу колку Тухел, имаат најскап состав, имаат најскапиот трансфер, Хари Кейн дојде оваа сезона. И мислам дека имаат многу повеќе причини отколку Реал да бидат добри, што не значи дека ќе поминат, едноставно само мислам дека имаат мала психолошка предност. Плюс ми се свига што Бајер Мюнхен темпира темпо, влага во некоја форма. Да, на почетокот на сезоната не беа препознатливи. Сега еве гледам да 5 гола 6 на Унион Берлин на гости. Претходната исто со Арсенал изигра одлично, не примија дома гол. Мислам дека полека темпираат формата и се враќа оној Бајер Мюнхен турнирска екипа што играат као. Да, знае да игра и куп надпреварувања и сето. Да. Добро, ајде на кратко ќе се навратиме на една работа што ја кажа ти, односно не знаеш дали Борусија Дортмунд и ПСЖ би ги ставил во топ 4-те клубови во Европа. Бајер Мюнхен и Реал Мадрид мислам дека двајцата се сложуваме дека се едни од топ 4-те клубови во Европа оваа сезона дефинитивно.
може би Бајер Минхен дискутабилно заради играта во домашната лига, меѓутоа според составот дефинитивно. Ако Борусија Дортмунд и ПСЖ не се тие, кои би ги ставиле на тие две места? Манчестер Сити е дефинитивно еден од нив, така? Интер, дефинитивно. Интер немаше Интер. среќа, мислам, Да, безсмислено се збори, немаше среќа, нели? Треба малку среќа, меѓутоа нели? Не среќата фактор што игра 120-210 минути, нели? Фудбал не одлучи само среќата, нели? не треба да забораваме стварно на Интер. Интер и добро се покажа во Лигата на шампионите се додека не испадна. Мислам не беше декласиран или нешто, едноставно. Мене тоа ми изненади кога Атлетико мора да се навратам на Атлетико. Да. Изгубија на гости, дома губеа и психолошки како го надминаа тоа лесневе со Дортмунд видовме од 2:0 стига до 2:2. Како си дозволија, не знам. Покажа карактер исто. Не знам, делуваше многу ветувачки оваа сезона за Атлетико Мадрид и на крајот да испадне дека ниту еден трофеј, и тоа не само што ниту еден трофеј, туку престанаа за борба за трофеи во средина на април. Да. Ова не им се случило 5-6 години уназад, барем. Мислев дека ќе стигнат барем до финале Лига на шампиони, пак што не Да. да е нешто ново за нив, нели? Трета оваа деценија, да. па да. И помалку од деценија, во 2014 беше првото, да. да, толку да, деценија му доаѓа. Добро, значи топ 4 клубови во Европа можеби не ја комплетираат оваа полуфинална четворка, ама тоа не значи дека Се мислам дали вместо Бајер Михен да го ставам Бајер Леверкузен сезона, пошто па можеби и заслужува Леверкузен. место, иако мислам Да. дека имаше многу помалку сериозни тестови. Морам да кажам. без пораз се цело време. На Бајер Михен. Така, гости, да. Се Да. требаше, мислам. Две кола поред во судиско надополнување, последно коло во 98 минута Да. израмнија, стварно покажуваат карактер. Беа подобри, многу подобар противник беа. Од Не знам Борусија? дали гледаше, Да, ја гледав утакмицата. Да, би рекол, прво полувреме беа доминантни, не успеа да го кринисаат тоа со гол, ама окей. Можеби Бајер Леверкузен, можеби Бајер Леверкузен. да. Чисто заради тоа што и им ја зема титулата на Бајерн и во купот се во финале, И полуфинале во Лига Европа. полуфинале во Лига Европа можат и таму да одат до крај, така што добро, да, добар избор е, добар шаут е Бајер Леверкузен. Со овој муабет ќе го завршиме овој сегмент, правиме мала пауза за две голтки Хајнекен и се враќаме веднаш за најинтересните случувања да ги доработиме околу оваа Лига на шампиони. Бидете така. Нема три работи подобри од ладно пиво на светов. Што ме потсеќа на една многу интересна работа, односно кампањата на Хајнекен, која што го поставила прашањето каков фан си ти? Ја знам дека двајцата сме хардкор фанови, ама што те прави тебе хардкор фан? Што ме прави мене хардкор фан? Мислам дека екипата за која што најавам само та кажува зошто сум хардкор фан. Еве и наша опрема може, мислам опрема облека што носиме гардероба. Каде додам, дали е одмор, дали е семинар од работа, конференција некоја, секаде прво нешто што ми е на to-do list е да посетам стадион или надпревар некој као со девојка ми пред 2 години кога бевме во Африка, првиот ден ја однесов на стадион да си купам шал, да си купам дрес и се тоа. Еве исто и бев на семинар од работа на Кипар. Првите 4-5 сати слободна пауза ги искористив. Отидам на надпревар да си купам опрема на Фала ти за дресов, пошто е од едно од твоите патувања, ето од Тунис, така беше? да, од СУС. Така што да, добра причина и дефинитивно сме хардкор фанови на фудбал, општо. да. Не мора да е само на еден клуб. Знаат фановите дека собирам и шалови, имам скоро 200, немам 200, ама скоро 200. Скоро така 200. Значи сите фанови кои што сакаат Владко да стигне до 200, донирајте шалови, ајде, кај да одите, земете некој шал од некој алтернативен клуб таков. Да ја пополниме колекцијата. Јас кажав што ме прави мене хардкор фан, што те прави тебе хардкор фан. Како ќе зборувам од име на најавач на Вардар, ајде, мислам дека тука највеќе можам да го доловам. Првото фудбалско искуство ми беше со Вардар, татко ми ме однесе на стадион, не знам, некоја си 99-та, нешто такво беше. Сите првото искуство ни е со Вардар. Така. Старите не носеле на И до ден денес сум таков фан што, знаеш, кога има утакмица на Вардар, јас не сум во можност да отидам да ја гледам, стримот оди на телефон,
Секое патување гледам да го базирам некако за да го поврзам со Вардар, дали да оставам стикер некаде, дали да оставам дреска и некој фудбалски фан. Последниот летен одмор бев в Црна Гора, го избрав Тиват токму заради тоа што Дамир Којашевиќ, екс шампион со Вардар, играше во Арсенал Тиват, бев да се сликам со него, бев да ми го потпише дресот, се надевам сликата вака ќе се појави, ќе му ја пратам на Гоце. Така што ме прави хардкор фан тоа што спиам, се будам и живеам со ФК Вардар, се останато е доста споредно. И фала за шалот од Арсенал Тиват. Зашо да не? Мислам дека сум едини човек што купил од тој фаншоп уопште. Ама да. Кул. Што ве прави вас хардкор фанови? Пишете ни долу во коментарите, бидејќи стварно сакаме да знаеме. И тука некаде од прилика мислам дека ги покривме најважните работи околу ова полуфинале. Освен она, нели, можеби најважното, нашиот впечаток за тоа што ни носи полуфиналето. 4 екипи од кои што 2 се прилично очекувани, 2 малку можеби неочекувани, ама сепак драго ни е што ги гледаме тука. Ајде да даеме одговор на прашањето тогаш во споредба со изминатите сезони. Оваа сезона на Лигата на шампионите е Подобрен, апгрейд, од лани особено. Добро. На кој начин? Подобри екипи во четвртфиналето. Лани имаше екипи како Бенфика, како Наполи, како Милан, што се слави екипи. Признавам, Не беа во нека форма оваа сезона и имаше интересни двомечи. Сите натпред беа интересни, минимално одлучува, нели, еден гол разлика, пенали, цело време квалитетот и нема некоја екипа што двои. Например, лани Манчестер Сити двоеше со квалитет. Да, апсолутно. Да. Или може во финалето не го покажат лани, меѓутоа двоеше стварно во цело време. Ова сезона као најизедначени. Апсолутно. Да, и јас би го рекол истото. За мене оваа сезона на Лигата на шампионите е многу возбудлива, бидејќи дури од клубовите кои што не очекував, ни понудија фантастичен фудбал, многу неизвестни надпревари, убави голови пред се, значи не беа само голови, беа убави голови. И се надевам дека истото ќе не очекува и во овие како му доаѓаат 5 преостанати надпревари, по 2 во полуфиналето и едно финале. До 3 јуни ќе имаме врвна забава, а на 3 јуни се надевам ќе се вратиме тука да го анализираме сето оно што се случуваше. Ајде вака за крај, неколку играчи се борат за оваа награда, ама мислам дека прилично важно е да кој ќе ја освои. Кој ќе биде најдобар стрелец на Лигата на шампионите оваа сезона? Мислам дека секој одговор освен Килиан Ембапе ќе биде погрешен, така да. Тој е единствениот двоцифрен оваа сезона. Другите треба да поработат малку за да го стигнат. Не знам кој од активните играчи му е најблизу, Винисиус или така некако, ама делува дека Килиан ќе биде прав. Тој е мојот избор. Има уште минимум 2 надпревари да даде уште некој гол. Мислам дека и вака да остане, нема да го стигнат, така што Килиан Мбапе сигурно ќе даде гол, можеби и 2 против Дортмунд во тие 2 надпревари, така да. Океј. Па мислам дека тука е добро време да ја завршиме оваа епизода. Јас сум при крај со пивото, така што добро. Владко, нешто за крај? Немам што да додам. Само порака до фановите да гледат, да не следат, да не споделуваат, да не препорачуваат кај другарки, тоа. Апсолутно. Јас ќе ви препорачам да останете со скратен корнер и следната недела. Продолжуваме со нови епизоди, значи се до крајот, се до финалето на Лигата на шампионите сме тука пред камерите во вашите мали екрани за да ви ја донесеме најдобрата забава од европскиот фудбал. Со уште една голка Хајнекен ја одјавува оваа епизода. Пијте одговорно, уживајте во омилениот вкус на пиво и пратете фудбал, бидејќи тоа е единственото нешто што е важно. И не навивете за Барса. Peace. Ciao. Hey. Done. Finito.